Mazda се пофали дека досега произвела повеќе од 2 милиони возила со ротационен мотор, од кои сите други се откажаа многу децении наназад. Јапонската компанија беше една од првите што ја прифати технологијата и остана последна и единствена откако сите други дигнаа раце од неа. Тоа беше уште пред половина век, време за кое јапонците и наетливо ја негуваа и развиваа оваа концепција која теоретски многу ветуваше, но практично се покажа катастрофална и од пазарни и од технички причини. Тоа сепак не ги спречи, почнувајќи со Космоспорт од 1967 преку семејниот RX3 се до последниот RX8, кој се произведуваше до пред една деценија, да ја понудат оваа уникатна погонска опција која беше далеку од омилена кај купувачите. Дури и после тоа инженерите на марката останаа посветени на технологијата која усовршуваа за сега да и најдат место како продолжувач на автономијата кај електричниот кросовер MX-30, место да му вградат поголеми батерии.